Elvis Shakiri, a tireless champion for North Macedonia's Roma community, who have faced generations of racial and economic injustice and are too often denied citizenship. Со овие зборови, државниот секретар на САД Ентони Блинкен во октомври годинава во Вашингтон му го додели признанието на Елвис Шакири за глобален двигател во борбата против расизмот и дискриминацијата. Сите неправди на некој начин кои што сум ги доживувал во целиот овој мој период, всушност ме предизвикувало да превземам различни чекори и да се борам со неправдите со кои што самата заедница се соочува. Признанието се доделува од минатата година, а номинацијата оди преку амбасадите на САД низ светот. Шакири бил номиниран како активист кој води повеќегодишна борба за надминување на дискриминацијата кон ромското население во македонското општество. Голем број од населението не сака да има сосед ром, се уште ромската заедница се соочува со ограничен пристап до јавни услуги. Ние се уште сме сведоци за време на летниот период дека лица од ромска етничка припадност не можат да одат на базен, само поради нивната боја на кожа. Се уште сме сведоци дека роми некојаш не можат да влезат во ресторани. Шакири е еден од основачите на невладиниот институт Ромалитико, преку кој се водат активни кампањи и анализи за подобрување на општествените, економските и образовните можности за ромското население. Жалосно е што имаме тенденција на сегрегација во училишта низ државата. Голем број на неромски родители не сакаат да ги запишат своите деца во училишта каде што живеат роми и така се создаваат всушност овие сегрегирани училишта со, да речеме, 80 или 90% роми, така да секоја година, од година во година, нивниот процент се зголемува. Дел од признанието се однесува на напорите да се реши статусот на лицата кои се родени или живеат во државата со години, а немаат право на никаков документ за нивниот идентитет и постоење во македонското општество. Ако родителите го немаат регулирано нивниот престој, нивните деца нема на кој основ да добијат документација и така се појавувале нови генерации. Меѓутоа, како што напоменав, со измените во законите, веќе барем тие лица кои што во меѓувреме се раѓаат, односно новороденичињата, без разлика дали нивните родители имаат или немаат, државата е должна да им обезбеди лична документација, односно извод на родени. Како уште еден проблем, што го посочуваат од Ромалитико, е злоупотреба на етничките квоти во средните училишта. Велат дека местата наменети за деца роми се пополнуваат со ученици од неромско население. Ако веќе имаме 10 слободни места во одредено училиште и 10 нероми се пријават како роми и влезат во таа квота и се запишат, оние што навистина се роми ќе бидат одбиени и нема може да влезат во средните училишта. После низата неправди кон ромското население, појавата на масовното иселување од државата отворила нова можност кон нив. Како што вели Шакири, во немањето доволна работна сила, работодавците конечно почнале да вработуваат роми и на позиции што претходно не им ги давале. Во изминатиот цел овој период од осамостојувањето на државата не била ценета како заедница која што е работоспособна, во смисол на работна сила, дека може да работи, може да допринесува за државата. Така да поради таа стигма и стереотипи, ромите немале можност да се вработуваат во овие сектори, меѓутоа сега ако отидеме, најголем број во маркетите, лица кои што работат можеби на каса, во магазини или како безбедување се веќе роми. Сепак, заминувањето ја десеткува и ромската популација. Државата треба да инвестира се со цел населението да не си оди во западноевропските држави, бидејќи ако може да успеат во западноевропските држави, зошто да не може да успеат тука во самата држава? Ние сме млада и растечка заедница, така да може целосно да се искористи овој потенцијал. Шакири најавува дека следен фокус на активност ќе биде подобрување на инфраструктурата во областите каде што живее ромското население.
Господине Шакири, јас ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата.